Добар ден, ученици! Добродојдовте на часот по македонски јазик за трето оделение. Јас сум Сања Андевска, оделенски наставник во Општинското основно училиште Јоаким Крчовски од Скопје. Наставната содржина за овој час е општи и сопствени именки. Што треба да научиш денес? Да ги утврдиш знаењата за именките. Да го усвоиш поимот за општи и сопствени именки. Да ги препознаваш општите и сопствените именки во реченицата. Ќе започнеме со именување на илустрациите кои ги гледате пред вас. Девојче, зајак, пеперутка, дрво, дожд, љубов. Што означуваат овие зборови? Сите овие зборови означуваат именки. Да повториме. Именки се зборови што означуваат имиња на суштества, предмети, појави или нешто што го чувствуваме или замислуваме. Во дадената табела треба да наброиме суштества, предмети, појави и чувства. Кај суштества можеме да кажеме дете, цвет, дрво, куче, мравка. Кај предмети молив, гума, телефон, книга, чаша. Кај појави дожд, снег, ветер, пролет, лето. Кај чувства радост, среќа, болка, љубов, љубомора. Можеме да заклучиме сите овие зборови дека представуваат именки. Какви можат да бидат именките? Именките може да бидат општи именки и сопствени именки. Да видиме кои се тие општи именки. Општи именки се зборови кои означуваат имиња на суштества или предмети од ист вид кои имаат исти или слични особини. На илустрациите имаме јаболко, река, молив, момче, облак. Сите овие зборови представуваат општи именки. Општите именки секогаш се пишуваат со мала почетна буква, освен ако не се најдат на почетокот на реченицата. Пред вас имате една задача со помош на илустрациите да составите реченици во кои ќе употребите општи именки. Како на пример, ученикот пишува со молив. Ученикот општа именка и молив општа именка. Втората реченица, црвеното јаболко е вкусно. Зборот јаболко е општа именка. На масата има молив. Масата општа именка и зборот молив општа именка. Сопствени именки. Сопствени именки се зборови што означуваат сопствени имиња на луѓе, животни, географски поими како држави, градови, села, реки, планини и слично. Имиња на празници, институции и уметнички дела. Например, зборот дете представува општа именка, а зборот Марко е сопствена именка. Река општа именка, Вардар сопствена именка. Маче е општа именка, мачето Лаки представува сопствена именка. Да разгледаме уште неколку примери на сопствени именки. Виктор, Маја, Вардар, Шар планина, Скопје. Сите овие имиња се сопствени именки. Од тука можеме да заклучиме нешто, дека сопствените именки секогаш се пишуваат со голема буква. Наредна активност.
Одадените именки определи кои се општи, а кои се сопствени именки. Дадени се именките: Јана, село, табла, битола, шише, беласица, топка, алек, водно, сунѓер. Ќе почнеме од именката Јана. Јана, сопствена именка. Село, општа. Табла, општа именка. Битола, сопствена именка. Шише, општа именка. Беласица спаѓа во сопствени именки. Топка е општа именка. Алек, сопствена именка. Водно, сопствена именка. И сунѓер спаѓа во општа именка. Наредната задача е да ги пронајдеш именките во дадените реченици и да ги определиш општите и сопствените именки. Во првата реченица гласи: Лука има нов телефон. Лука е сопствена именка и зборот телефон представува општа именка. Втората реченица: Коста игра со мачето Лаки. Коста е сопствена именка, мачето е општа именка и името на мачето Лаки представува сопствена именка. Јана и Марин се на прошетка во парк. Јана и Марин се сопствени именки. Изборот парк представува општа именка. На крајот од часот ќе решиме една пополнувалка. Во празните полиња треба да ги вметнеме точните поими. Се шие со конец и игла. Колба се прави од месо. Мажот на срната е Елен. Семето се сее на нива. Цар или крал. Предмет за полнење шишиња, инка. Забележувате, на крајот го добивме зборот именки. За домашна задача имате да напишете 5 реченици и да ги определите општите и сопствените именки во нив. Втората задача: во секоја колона има натрапник, збор кој не е именка. Ваша задача е да го прецртате. Ви благодарам на вниманието.